Италијанската влада стартуваше со програма за поттикнување на продажбата на електрични возила тешка 600 милиони евра, со која купувачите добиваат дури 11.000 евра субвенции. Ама не сите, им следува само на оние кои имаат приходи под 30.000 евра годишно и живеат во урбани средини со над 50.000 луѓе. Исто така ќе мора да го отпишат својот сегашен автомобил ако е постар од 10 години. Оние пак со приходи до 40.000 евра ќе може да сметаат на 9.000 евра државна помош. Субвенции од 30% од цената на возилото до максимум 20.000 евра се нудат и за малите предпријатија. И увозниците на возила се приклучија кон иницијативата и ги понудија своите возила со солидни попусти, па така со сите математики цената на Dacia Spring се намалува на 3.900, а на Leap Motor T03 на 4.900 евра. Учеството на електричните меѓу новорегистрираните возила во Италија годинава до август изнесуваше само 5,2%, што е 3 пати помалку од просекот во Европската Унија. Субвенции повторно воведе и Хрватска, но таму тие годинава се наменети само за малите предприемачи и компании. Тие може да сметаат на државна помош од 40% од цената на возилото, односно максимално до 9.000 евра. За возилата пак кои се од пониските категории, мопеди, трицикли и слично, субвенциите изнесуваат до 2.500 евра. Вкупната сума која може да се добие ако се аплицира за поголем број возила изнесува 90.000 евра. Условите предвидуваат субвенции да добијат и оние кои во изминативе 2 месеца веќе купиле возило.